Добар ден и од мене, дојдовме до делот од емисијата посветен на растот и развојот на најмалите. Јуни е месец кога започнуваат летните одмори и тука се јавува дилемата кај родителите дали да се патува на летен одмор со бебе или не. На најчестите прашања на родителите одговор ќе даде денешниот гостин доктор Антони Христов, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Добре дојдовте. Благодарам. Да започнеме од најчестото прашање. Кога бебето може да се носи на одмор и дали воопшто треба да се носи бебе на одмор? Така, значи, со бебиња може да се оди на одмор, сигурно не од почеток, не од првиот месец, туку најидеално е периодот од третиот месец. Пред тоа е само за најхрабрите. Так. Причината зошто од третиот месец, затоа што тогаш бебето веќе може да има одредена цврстина, што викаме народно, може да го држи главчето, а и имуниот систем кој што е многу важен, значи во случај на било какво заболување е веќе во фаза на формирање. Поради ова, значи не е пожелно да се трнува со бебиња кои што се 1-2 месеци, него најмалиот период кога треба да се трне се 3 месеци. Првиот месец да посетам треба да се престоја во домашни услови. Вториот месец се започнува со излегување надвор прошетки, меѓутоа уште од страна, кажувам, на страна на педиатрите, не е пожелно да се оди во подалеку од местото каде што живее, така да конкретно на она што треба да се размислува е најмалку 3 месечна возраст на бебето. Така. Каде е најдобро да се летува со бебе? Дали на море, езеро или пак на планина? Често прашање, вака ќе бидам поконкретен, од сите анализи што се направени во нашите кругови, сепак се дава предност на планинската клима. Тоа не значи дека не може да се оди и на море, и на селски туризам, и на река, и на езеро, меѓутоа најдобро е на планина, заради благата клима, поблагата клима, заради сите други климатски фактори кои што се поблагопријатни за бебето и за посебно малите деца. Мислам дека претежно на нив треба да обратиме внимание. Сигурно со поголеми деца не е проблем било каде да се оди. Се е полесно со поголеми деца. И еве сега да бидам уште поконкретен, некогаш и не е толку битно дали ќе се оди на море, планина или езеро, многу е битно да се исполнат други фактори, да не се оди предалеку, да во местото каде што се оди сепак да е со клима слична како што од местото од кое што се тргнува. Значи не да одиме да речеме од планина па директно на место со висока температура. И третата работа е пожелно да тука има сепак некаква инфраструктура во смисла амбуланти, педиатриска заштита и поготово со мали бебиња можноста доколку настанат проблеми да може побрзо да се вратат. Значи не да биде со многу далеку, со километри, да треба да во случај на потреба се вратат дома. Родителите најчесто се одлучуваат да одат на море, Так. и тоа по близина на Македонија, значи во Грција, на Краците, Подолим. Так. Тоа е најчестата дестинација на родителите со мали бебиња од Македонија. И сега температурите се многу високи, бебето се става во кола, патот трае релативно долго. 4, 5, 6 часа, тоа и не е така кратка дестинација. Како треба да се патува? Дали треба да се вклучи климата во автомобилот доколку надворешната температура е превисока? Сигурно одговорот е да, затоа што поготово во овие периоди кога температурите се високи и покрај оние фактори поврзани со клима, одредени, да кажем, несакани дејства, одговорот е да, треба да се вклучи климата и дури со најмало бебе, рековме од овие од 3 месеца па понатаму, затоа што објективно постои можност од топлотен удар доколку се надворешните температури високи. Значи треба да се вклучи со оние веќе познати работи што ги знаеме околу одржување на клима како во дома, така и во се мисли сигурно на автомобил, да биде исправна таа клима со тие филтри, isчистени и сите тие хигиенски работи кои што непосредно пред тргање треба
фамилијата, родителите да си ги завршат. Така да одговорот е да, обавезно треба да се користи при високи температури заради ова опасност од топлотен удар. Уште малку да се задржиме на безбедноста при патувањето. Потребно ли е да се стават тие заштитници на прозорците, доколку сонцето е многу силно? Дали е потребно да има чести паузи? Самото патување како би требало да изгледа точно. Значи, тие се многу корисни, мислиме на оние заштитници за што се ставаат на прозорите на автомобилот и имаат функција да влијаат на оние ултравиолетови зраци кои што може да направат проблеми кај бебето. Одговорот е да, значи треба да се ставаат. Понатака еве тука околу мене има, значи треба соодветно седиште да има за бебето. Треба да се претходно све испланира патот, да не биде нормално со неколку дневни претходни припреми во текот на ова добро што прашавте, добро прашање, дали треба и на колку време треба да се застанува. Треба да се застанува, според педиатрите, тоа е некаде на околу секој 2 часа, значи зависи колку кидат, меѓутоа на 2 часа и све да е во ред, и све да е уредно треба, или отприлике на околу 150-200 километри на таа раздалечина треба се застанува. Што се препорачува во кој дел од денот да се патува? Дали рано наутро или пак навечер? Така. На тоа прашање е малце индивидуално, поврзано е и со способноста на тој што вози, на шоферот, така. Има луѓе кои што не можат безбедно да возат преку ноќе, меѓутоа и тука има некои принципи кои што би сакал да кажем. Првиот принцип е да треба да се тргнувањето да биде поврзано со одредени навики на бебето и на малото дете, поврзани посебно со спиење. Ете така. Значи, добро е патот колку што може детето, бебето да го преспие. Тоа е најдобро, најбезбедно за сите. За сите, така, да има помалце што помалку проблеми. Исто така треба од пар на совети што би ги дале да не треба ни прејадено бебето да биде и детето, нити па гладно да биде, зашто тоа ќе биде вознемирено за време на самиот пат. Најболе половина час до 1 час лесна храна да се даде. Така да дали да се понуди храна и за време на патувањето? Се зборуваме кај бебиња кај кои што веќе почнала е воведена дохрана. Да. Потребно ли е да се внимава на безбедноста на исхраната, исто така со тоа што ќе се понесе мобилно фрижидерче или нешто слично? Треба. Бебиња кои што се на доење, за нив е лесно. Еве сега гледате и сами една од повеќето над 10 предности што ги има доењето е и ова. Многу лесно за време на патувањето. Сигурно треба да се застани, да не биде за време на поготово брзо возење, него треба да застане на некој паркинг, да мајката го подои детето. Исто важи и за дечињата кои што се со дохрана, што рековте, или што се на овие така наречени вештачки или стучно кажано адаптирани млека. Исто треба, сигурно, поготово поголем пат, ќе мора се застани за да се нахранат. По пат, секогаш постои, поготово на овие високи температури што ги имаме, можности од загадување на храната, на тие кашички, на сокчиња, така да ова што го кажевте е дури препорака да се носат во тие мини фрижидерчиња што ги има, да се носат ови кашички, сокчиња по однос на совет да дадам за припремата на млекото адаптирано, да никогаш не го спремат уште од дома, него да го имат да биде во прав и после тоа да се приготви да се даде. Има дури, знаете, и кај нас и во околните земји дури посебни качиња кај што може да застанат и да тука во тие беби качиња да се бебето нахрани. Одговорот е, значи, да, треба во текот
поготово подолги патувања да се храни бебето со овие принципи што ги кажавме. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано со денешната тема, верувам дека имате, бидејќи на социјалните мрежи многу често мајките најчесто поставуваат прашање дали да се патува со бебе или не на одмор. Сега се стига до саканата дестинација, стигаат родителите со бебето на море и прашањето е дали смее бебето да се однесе на плажа, смее ли да биде изложено на сонце? Така. Зависи на која возраст е бебето. Оние генерални препораки што се до 6 месеци, бебиња до 6 месеци да не се излагаат директно на сонце, што значи тие на плажа ќе се однесат, меѓутоа во дебели сенки, пократко време, во периоди кога се од сабајле 7 до 9 часот и вечер, после 6-7 часот, значи во тие периоди. Да не заборавиме и преку лисијата има продор на сончевите зраци, може да настанат несакани работи кај бебињата со обзир на нивните карактеристики на кожа и на другите здравствени карактеристики што ги имаат. За поголеми бебиња, значи може да се исто така носат сигурно дека може да се носат на плажа со соодветни препораки, нормално користење на заштитни креми, соодветни капчиња, исто да бидат во соодветна сенка и сигурно за разлика од претходно бебињата до 6 месеци можат малку и повеќе да бидат заедно со родителите на плажа. Кога сме ке заштитните креми? Најдов на неколку препораки дека не се препорачува заштитна крема за сонце да се аплицира кај бебиња до 6 месеци. Зошто е тоа така и појаснивте во тој случај каква да биде заштитата? Так, не се користат заради несакани ефекти, поготово алергии што се јавуваат. Точно е тоа. Таа препорака и ние кажуваме до 6 месеци да не се ставаат познатите, иако на нашиот пазар, на пазарите има заштитни креми со високи фактори специјализирани за бебиња, меѓутоа до 6 месеци заради несакани ефекти, претежно алергии, не е пожелно да се користат до 6 месеци. Тоа е. Ово останува претходно кажаното да не се излагаат на сонце. За другите може да се користат со високи фактори. Така, сега при изборот на кремите на сончење, зошто не треба да содржат состојка со ознака ПАБА? Така, тоа има, значи тоа се вика парааминобензоева киселина, тоа е супстанца која што се користи, корисна, да речеме, од групата на витамини припаѓа и се користи во многу креми што ги има кај повозрастните, има добри ефекти, затоа се користи. Меѓутоа, покажале испитувањата дека кај многу помали деца и посебно бебиња исто прават многу често алергии. Значи алергии се става и после тоа се јавува несакан ефект на алергија. Заради таа причина не треба кај што има ваква ознака со ваков состав да се користат заштитни креми за сонце. Така, значи да се внимава да се читаат декларациите. Така и да се гледа нормално изминат рок, тие класични работи. Пред да преминеме на капењето, дали бебињата треба се капат во вода или не, да го вклучиме гледачот кој што е на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете, кое е вашето прашање? Така, имам бебе 2,5 месечно и планирам сега во јуни, значи сакам да отидеме до Грција на одмор. Меѓутоа прашањето ми е во врска со комарците. Значи како да се заштитам од комарците и дали ќе има некои последици врз моето бебе? Ви благодарам што се јавивте. Ова е чест проблем на летувањата. Чест проблем. Ќе бидам краток, треба претходно има соодветни заштитни средства сега во последниве години направени што се користат за заштита од комарци, специјално направени за бебиња. Значи прво ќе побарате заштитна крема што се користи што е само за бебиња, и за мали деца. Значи вие сте 2,5 месеци, треба да прво крема да имат и второ сите оние заштитни мерки што се поврзани со заштитата генерална од комарци, тие заштитни мрежи, понатака
Тоа, мислам на заштитни мрежи, да побарате соби со такви карактеристики, каде што... Па и на количката доколку може да се стави. Така, точно, и на самата количка, пошто, нели, вие сигурно ќе се шетате таму, нема цело време да бидете во собите. Тоа се генерални препораки. Значи, две што ги кажав, крема ќе побарате и ќе побарате соба и ќе се спремите за заштита фактички од комарци. Така. Навлегување комарци. Кога зборуваме за капењето, дали морската вода може да биде студена за бебе до 6 или 12 месеци? Односно, дали може да се бањат? Дали може да се бања или не? Да, да поедноставиме така. Бебињата може да се бањат и малите деца може да се бањат во морска вода. И за таму нормално за све има препораки. Прво до 6 месеци бебиња тие треба да за нив многу важен услов е да биде многу топла водата. Значи, затоа што ако на родителите им е ладно, на бебето е уште поладно. Тоа може да претпостават како им изгледа. Тоа е многу важно доколку се до 6 месеци. И нормално, она што е многу важно, да не се родителите да не се упуштаат во предолги капења, има и за тоа. Колку време е временски има и за све, значи има за све има некои критериуми. Е околу 10 минути, со тоа што е тоа генерално, вака кажано, 10 минути, меѓутоа треба, сигурно ја знаеме од искуства, дека треба да се прати, бебето реагира доколку не му е пријатно, значи доколку се тресе, плаче, вознемирено, се гледа дека него ова состојба дека не сака. Не треба исто така со сила да се носи, зашто сите околу, затоа што сме дошле на море и дека ако не се избањаме, дека како да не сме биле на море, значи тие правила не треба да важат. Ова треба нормално да потсетам, носење заштитно, за носење на капчиња, обавезно е, заради директно дејство на сонцето на главчето на бебето. Тоа се и нормално со мерки на предпазливост, неиспуштање, концентрираност, тие... Така, пред да ги вклучиме гледачите, само да ве прашам, дали веднаш после капењето во морска вода, бебето треба да се истушира со млака вода? Треба, значи после бањење во море треба заради дејството на морската сол врз кожата. Треба, одговорот е да. Ајде да ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, дали се слуша? Така, во програма сте. Најпрво голем поздрав до вас и до гостинот. Благодарам. Прашањето ми е дали влие надморската височина и до која одредена надморска височина на планина може да се носе бебенце. Конкретно во мојот случај јас имам 3-месечно бебенце. Па не знам дали има одредена висина, дали би сметало тоа на бебето до која ниво може да се носи. Така, ви благодарам што се Добро јавивте. прашање. Влијае, значи не треба на големи висини да се носи заради познатиот состав на воздухот, односно концентрациите на кислород на повисоки таму е намалено. Е намалено. Значи не треба со кажувам со случајот како вие што кажувавте. Не, значи планини, па нешто како што е, да кажеме, наше водно, не високи планини, препораката е некаде околу до 1500 метра. И заради, нормално знаеме, на поголеми надморски височини има и по-штетно дејство на сонцето, така да препораката е до, не знам каде вие ќе одите, некаде меѓутоа до 1500 метра е таа препорака за летниот период, кажувам. Пред да го вклучиме следниот гледач, само да потенцираме и дека Охрид се препорачува за мали бебиња. Така, тоа е дури и најдобро кога вака гледаме, гледачите најмногу се со мали бебиња, кога би ме прашале кај е најидеално, ви прашуваат нашите пациенти, со најголема препорака е наш Охрид, значи тука дури може подолго да се остани, така да тоа е најидеално место за со бебе. Но дали се капе таму бебето? Не, сигурно го кажавме зашто, што сепак е Охридската вода многу студена. Студена не, меѓутоа престојот таму е многу корисен. Е одличен, така да го слушнеме и прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Здраво.
Сакам да прашам дали може 2-месечно бебе да се однеси на море? Колкаво се извинувам? 2-месечно. Два месеца, така со 2 месеца. Да. Па ја кажевме уште на почетокот, од 3 месеци е најпожелно, ја кажем од страна на педијатриска, најпожелно е од 3 и понатаму. Што значи за вас со голема предпазливост, би рекол, и поготово на море. Така. Тоа се педијатриски, општи педијатриски препораки, сега вие може да си решите, меѓутоа е со не кажав, не објаснав. Како што кажавте на самиот почеток, зависи од храброста на родителите. Тоа е веќе на ваша малце поголема одговорност. Ајде да проговориме за најчистите проблеми кои што може да се појават кај бебињата за време на летувањето. Колку чести се тие стомачни вируси, респираторни вируси пропратени со висока температура? За жал, за време на овие летни одмори може да се случат проблеми. Најважните проблеми се доколку бебето или детето се разболи. Тие се нормално го пореметуваат тој впечаток од годишниот одмор и летувањето. Ќе ги набрам кои се најчестите, знам дека ги знаат, меѓутоа гледачите, меѓутоа веќе и потсета, значи на прво место се тие дигестивни, односно пореметувања поврзани со дигестивниот тракт, од пореметување на варење, од тие така наречени диареи, повраќања, а тие се предизвикани од вируси, од бактерии, значи со разни причинители. Некогаш и не мора да има причинител, самата промена на средината може да направи, поготово кај бебињата, да направи такви дигестивни проблеми. Понатака од многу чести и слични проблеми се евентуално труење со храна, значи со храна која што е несоодветно се дава. Веќе кажавме за оние фрижидерчиња носење и понатака посебно внимание треба да се обрати на како се храни детето. Сигурно има и се може, ако се вика дека се оди да пример на море или на планина и таму се очекува да биде детето здраво и све, за жал може се јават и други инфекции како што се респираторни, да настинат или општо кажано, општо за време на летниот период погодува високата температура што е на средината, погодува развој на предизвикувачи и на вируси и на бактерии. Така да овие се најчестите проблеми кои што може да се јават, да не ги заборавиме и опекотините, топлотни удари, сунчаници, тие се група од 4 работи, 4-5 работи што на кои што треба исклучително да се внимава. Сега како да се постапи во тие моменти, дали родителите со себе треба да имаат некоја мобилна аптека, да земат пробиотик, топломер, парацетамол за симнување температура или пак некој електролит бебешки доколку се качи температурата? Исто, многу често прашање што да носиме на одмор се вика и бараат родители некоја аптека прирачна и што евентуално доколку има што да направат како прва помош. Од прирачни работи што треба да ги носат, што е добро, значи родителите да ги носат е средство прво за снижување на температура. Има повеќе, ги знаеме, на повеќе основи се. Треба се консултира со својот педијатар за доза, за на кога се дава, не на секоја температура, колку пати на ден. Понатака многу добро кажавте, тие познати пробиотици, значи лекови кои што ја регулираат цревната флора, ги има во повеќе облици, тие обавезно да се носат. Општо ги препорачуваме. Понатака електролит го спомнавте исто, заради најчести причини се, нели, рековме, покачена температура, така диареја, за да не дојде до дехидратација. Така. И евентуално средства исто, веќе имаше едно прашање што ако се каснати алергиски реакции, има препарати, така наречени антихистаминици, за жал се употребуваат кај деца над 6 месеци, дури и некои над 1 година, значи не може кај секој се дадат, доколку се каснати со комарци, со или било каков тип на алергични инсекти, така, или било каков тип на друг на инсекти, тоа треба да носат. Нормално треба да носат и нешто за во случај на одзатнување на носето. Така, тие се најважни. Така, и да пијат многу течности, да не стигнавме до тој дел, но тука времето истекува на денешната емисија, ќе се видиме ние повторно, на вистина корисни совети. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. А вам ви посакувам убав летен одмор со вашето бебе. Пријатно!